Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска, вие гледате за или против. И исто како што ви рековме и ви ветивме на крајот на првиот круг од локални избори, кога правевме анализа за првиот круг на локални избори, се договоривме дека ќе направиме анализа и на вториот круг од локални избори и на финалните резултати, што ни покажуваат истите, односно како може тоа да се рефлектира на целокупната политичка сцена. Затоа вечерва велам добра вечер на Ивона Талевска, председател на Македонската асоциација на новинари. Добро вечер и благодарам за поканата и можноста да ги анализирам изборните резултати. Резултатите ќе ги анализираме малку подоле, но би сакала да започнеме со она што започна вчера, а тоа беше таа така наречена генерална чистка е можеби погрешен збор, меѓутоа генерално чистење на генералка на градот, бидејќи како што и треба во домовите понекогаш кога ќе се насобере, нели, и прашина и останати работи, така се беа насобрани во Скопје. Од смет до неисчистени улици и до она што значеше потреба од воведување на нов ред и дисциплина кога станува збор за управувањето со градот. Вчера видовме дека започна тоа чистење, но ако започна де факто чистењето на улиците, што друго покажа? Каква нова дисциплина покажа вчерашното действување? Не би рекла дека тоа е чистење, ти го употреби вистинскиот термин чистка. Во Скопје се случува чистка по локалните избори, каде граѓаните со огромно мнозинство го избраа актуелниот градоначалник Орце Георгиевски, за кого знаеме дека беше успешен градоначалник во Кисела Вода, го избраа за нов градски татко и тој покрај акцијата за чистење на сметот, отпадот, односно на ѓубрето насобрано кое што не беше чистено од комунална хигиена, паралелно направи чистка на над 370 лица кои што земале плата, а неоделена работа во јавните предпријатија во град Скопје, кои што се на број 11 со своите подпредпријатија. Така што на Скопје му се случува она што беше ветено во предизборната кампања, ако се сеќаваат граѓаните и за оние кои што внимателно слушаа, а секако јас и ти многу внимателно ги следевме кампањата. Орце вети дека за 72 часа ќе воведе првична хигиена во градот, дека ќе го исчисти од ѓубрето, но тоа дека ќе биде траен процес кој што ќе треба постојано да се изведува. Вети дека ќе го врати да биде метропола, Скопје да биде метропола, а не срам за туристите и за жителите. Град со визија и град со модерен сообраќај и со нови инфраструктурни проекти, па така, како што беше ветено во програмата, тој веќе најави дека ќе стартува и дополнувањето на јавното сообраќајно предпријатие со 50 автобуси до нова година, а потоа ќе се вклучат и во следната година имаме и вклучување на нови 20 автобуси. На Скопје му се случува она што Орце го вети во предизборната кампања заедно со матичната партија ВМРО-ДПМН, дека ќе има многу работа, дека ќе има многу труд и дека резултатите ќе бидат видливи, но дека нема да има пардон кон никој кој што се огрешил кон законот и кој што не ги исполнувал своите законски обврски од претходното раководство на град Скопје. Кажавте дека почна веднаш да се реализира оно што беше ветено, но повеќе ако направиме и некоја компарација, односно од претходното однесување на претходниот градоначалник, ќе видиме дека сепак имало начин да се најде решение. И ова ме носи на следното прашање, кое што може да го започнеме од локално ниво, дали некој можеби намерно ги кочел процесите, намерно не се случувале некои работи за... Зошто можеби? Не е тука можеби, тоа е намерно кочење. Ги поставам која прашање и тоа ме носи и на, ако е на локално, тогаш и на државно ниво. Што се случи, дали ние во изминатите периоди, години, намерно ни беа кочени некои работи, намерно се замижуваше пред корупција, да сега да гледаме дека... Апсолутно да. Апсолутно да. На локално ниво, исто како и на централно ниво, се уште актуелната власт не се изборила со старите инсталации на СДСМ ДУИ и Левица во градот Скопје, кои што правеа блокади
не само за реализација на проекти, туку и за нормално живење на граѓаните во Скопје. Истото се случува и на централно ниво. Ние имаме блокади од правосудниот систем, каде што се инсталациите на Зоран Заев во правосудниот систем, во обвинителството и во судството, кои што ја кочат борбата против криминалот и корупцијата. Ние во обвинителството се уште ги имаме поранешните специјални јавни обвинители кои што пар екселанс се корумпирани, не си даваат оставки и вие очекувате дека треба да има успешна борба против корупција и криминал. Не може да има успешна борба против корупција и криминал додека главата на октоподот не биде сосечена. Значи мора да се направат промени во врвот на обвинителството. Специјалните јавни обвинители мора да бидат отстранети од обвинителството, да не се занимаваат повеќе со јавно-обвинителска работа и дури потоа да почнеме борба против корупцијата и за извесен период да почнеме да ги гледаме и резултатите од истата. Во овој момент, што го нотира и самата Европска комисија, како најголем проблем во Македонија, ние имаме најлоши оценки, немаме негативни, но имаме фаза на стагнација и критики за борбата против корупцијата и криминалот. Како да се бориш против криминал и корупција, кога јавниот обвинител ги кочи сите предмети кои што треба да значат почеток на борбата против криминалот и корупцијата која што владее во обвинителството, за потоа да се изврши борба против високиот криминал и корупција, кој што беше на големо и на широко изведуван за време на минатата власт. Сетете се на семејството Заеви, сетете се на тендерите во Рек Битола, аферата Крмзов. Јас веќе не знам која точка треба да ја пипнеме, а да можеме да се надеваме дека не била како случај или како институција корумпирана од минатата власт. До кога може да се, еве го споменавте и државниот јавен обвинител и потребата, односно оно што го нотира самиот извештај во делот на судството, обвинителството, до кога може да ги игнорираме, до кога може да се развлекува овој процес, се дека не се, нели, кога се развлекува на долг временски период, доаѓа до кинење? ВМРО мора да се грижи за спроведување на проектите ветени во предизборната програма. Тоа се пода реализација на инфраструктурните проекти, но под Б имаме и ветување за сериозна борба против криминалот и корупцијата. Значи, оно што владата треба да го направи во следниот период и собранието е промена на републичкиот јавен обвинител и поставување на нов републички јавен обвинител. И потоа, кој потоа ќе изведе структурни промени внатре во самото јавно обвинителство и ќе бидат отстранети оние за кои што и самите нивни колеги во обвинителството велат дека се основата на криминалот и корупцијата во јавното обвинителство, особено во обвинителството за борба против организиран криминал и корупција. Кога ќе се направат овие промени, потоа ќе можеме да зборуваме како ќе тече понатаму борбата против криминалот и корупцијата, за кои што јас верувам дека оваа влада не само што ќе ги решава големите случаи на висока корупција, како што е семејството Заеви, како што е корупцијата на Филипче, како што се тендерите со Рек Битола, компанија Марковски, што веќе гледаме дека има една истрага, предистрага за случајот. Верувам дека нема да има толеранција за случаи на криминал и корупција ниту во сопствените редови, што се потврдува со директорот на платежната агенција, кој што заедно со уште други 5 лица беа уапсени вчера при обид да побараат подкуп, поради барање подкуп и фатени се на лице место со од 50.000 побарани со 400 евра во рак. Така што во следниот период државата ќе се движи во два правци. Едниот е силна градежна офанзива која што веќе е започната и реализација на ветените проекти, другата е силна борба против криминалот и корупцијата. Кога станува збор за одговор на, односно, ако може така да се каже, казнување, казната која што доаѓа од граѓаните, се види на овие локални избори, бидејќи ако може да заклучиме од изборните резултати е дека се чини дека локалните избори ја изфрлија од игра, ако може така да се каже, втората најголема политичка партија во македонскиот блок.
Ако направиме анализа од тоа колку градоначалници имале во 2021-та, Социјалдемократскиот сојуз тогаш имал 16, сега има 6, односно изгубиле 10 градоначалнички места. За претходно уште исто така да изгуби уште поголем број од 2017, најде да правиме со 2021 година. И се чини сега дека тоа место се обидува, односно таа втора, трета политичка партија се обидува да ја превземе и да си ја земе славата левица и па дури и вреди по бројот на освоени мандати градоначалници веќе е на второ место, бидејќи ако направиме таква споредба, ВМРО ДПМН освои во суштина заедно во првиот и во двата локални во двата круга на локални избори 54 општини, втора по бројот на освоени градоначалнички места се вреди со 9, СДСМ како што кажавме со 6 и нај со 4 градоначалници, додека пак знаме и Унијата на ромите по еден градоначалник. Што покажа вториот круг? Мислам, ако навистина е голема загуба по број на градоначалници кои што ги освои Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа по бројот на гласови. Анализата тука треба да ја правиме на две нивоа. Првото ниво е да се направи анализа врз основа на бројките и освоените градоначалнички места, а втората анализа е врз основа на зацртаните цели и остварувањето на истите на владеачката коалиција и на Социјалдемократскиот сојуз на овие локални избори. Дали тоа што го зацртаа пред изборите го оствари? Да тргнеме од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, па ќе одиме кон анализа на владеачката коалиција. Во овој момент СДСМ според изборните резултати, јас лично сметам дека треба да почне да се гради од почеток како што се градеше во 91-92 година. Значи таму сега по заменувањето на Зоран Заев и по инсталацијата на Венко Филипче за претседател на партијата, имаме ние продолжеток на криминалот и корупциите кои што претходно ги правеше Зоран Заев во владата и СДСМ, а после него ги продолжи и ги наследи Венко Филипче. Сега, тоа би било исто како ВМРО ДПМН по заменувањето на Никола Груевски за претседател на партијата да го ставеше Сашо Мјалков. Дали ВМРО ќе можеше да се реформира со Сашо Мјалков како претседател на партијата? Немаше да може да се реформира. ВМРО покажа дека е сериозна партија и спроведе корените внатрешни реформи за да се реформира и за да се врати посилна од претходно, освојувајќи рекорден број на гласови. СДСМ треба да ги помине овие болни реформи, но како што ВМРО немаше да ги помине да беше Мјалков председател, така ни СДСМ нема да ги помине ако Филипче остане председател на партијата. Тоа е за СДСМ. Одиме сега на владеачката гарнитура. Владеачката гарнитура имаше свои зацртани цели. На ВМРО зацртаната цел беше да освои над 50 градоначалнички места и да го потврди своето стабилно гласачко тело, но да не заборавиме дека секогаш бројот на гласови се разликува на парламентарни и на претседателски избори. Зацртаната цел на коалицијата вреди беше целосно да го порази ДУИ, да освои најголем број на градоначалнички места, да освои голем број на советнички места и да се бетонира како победник во, условно кажано, албанскиот кампус, додека целта на коалициониот партнер ЗНАМ беше да се потврдат помеѓу 40 и 60 илјади гласови на цела територија на Македонија, да се задржи Куманово и да пробаат да го добијат да ја добијат општина Центар. Значи, остварија 2/3 од зацртаните резултати, додека вреди оствари 90% од зацртаните резултати, а ВМРО ДПМН оствари 99% од зацртаните резултати. Што значи дека ние немаме загуба во владеачката коалиција. Зацртаните планови се остварени на овие локални избори. Истовремено, сите коалициони партнери си помагаа помеѓу себе. ВМРО ДПМН помагаше во општините каде што вреди имаше своји кандидати за да победат кандидатите. Вреди помагаше во општините каде што требаше да се помогне за кандидатите на ВМРО ДПМН. ЗНАМ помагаше за кандидатите на ВМРО и на ВЛЕН. Исто така и ВЛЕН и ВМРО помагаа за Куманово и така натаму. Тоа ја покажа и цврстината на
владината коалиција и нивната ускладеност не само на политички план, туку и оперативно теренски само меѓу граѓаните, во општините, меѓу народот и секаде онаму каде што треба да се спроведат политики за подобрување на животот на граѓаните. Сега, кога оваа вредносна анализа ќе ја преточиме и во бројки, се доаѓаме до овие бројки кои што вие ги соопштивте. СДСМ веќе до толку падна. Треба да направиме анализа колку ВМРО и владеачката коалиција добија, а колку СДСМ изгуби. И тоа ќе треба сериозно да го направат партиите внатре во периодот кој што следи. Толку е за мене поразителен и застрашувачки резултатот за СДСМ, што дури прашање е дали Филипче треба да биде канет на лидерски средби. Мислите дека го губи легитимитетот за... Овие резултати го покажаат тоа. Бранко Црвенковски се покажа поуспешен од него, обидувајќи се и за овие локални избори да ги зачува државотворните и партизанските корени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Повеќе работеше да се зачува СДСМ отколку што Филипче го направи тоа. Филипче и СДСМ работеа за левица. Ајде да прокоментираме и левица. Односно желбата да се сега декларира дека се го завзема местото на Социјалдемократскиот сојуз. Не знам дали го заземаат целосно местото на Социјалдемократскиот сојуз, но знам дека СДСМ активно работеше на штета на ВМРО-ДПМН и кандидатите на ВМРО-ДПМН и активно работеше да го помогне Амар Мециновиќ во Скопје. Амар Мециновиќ е изненадување како нов лик, но све што значи левица е лажење. Дали тоа бил Амар Мециновиќ, дали тоа бил Димитар Апасиев, можете да ги погледнете сите нивни изјави и да ги споредувате со текот на времето, едно зборат во еден момент, следниот ден се демантираат на било која тема, дали е тоа приватен живот, дали е политика, дали е надворешна политика, дали е дуи во прашање и така натаму. И мислам дека на овие избори тие остварија значителен резултат, но не верувам, искрено не верувам дека може да го повторат на некои наредни избори. Особено на парламентарни, бидејќи овде беа малку поинакви картите распределени за игра и самите локални избори се малку поинаков концепт. Како го коментирате Кичево од друга страна? Кичево е победа на заедничка Македонија. Ама не заедничка Македонија за заедничка. Зборам како што ја прокламираше претходната гарнитура. Не така. Кичево е победа на заедништвото. Кичево е победа на заедништвото. И јас навистина сум радосна како едни од маркантните победи би ги издвоила Кичево прво, поради победа на заедништвото и враќањето после 20 години на македонски градоначалник. Струмица, паѓањето на бастионот на Заеви после 20 години, имаме градоначалник од ВМРО-ДПМН. И третата општина, вака по маркантност, е враќањето, обидот да не се дозволи понатаму општина Карпош да биде киднапирана општина, бидејќи сега со новиот градоначалник Сотир Лукровски треба да запре бетонизацијата на Карпош, да се среди општината и да се зачува она што може да се зачува, Карпош да биде подобро место за живење за своите граѓани. Можеше ли да се предвиди ова, имајќи предвид дека и другите политички карти, односно сето она што се случуваше и во Струмица, па и во Карпош, од бетонизација, реализација на проекти Струмица, она и самиот претходен градоначалник што на некој начин ги отвори картите со СДСМ, имаше некоја конфронтација. Можеше ли ова да се наговести и дали е во суштина ново поставување на она што значи што се случува на генерално на општата политичка слика? Да. Ова беше предвидливо. Со се Кичево, со се она заедништво што го споменавте. Беше предвидливо дека ќе се случи. Сите знаци беа покрај патот и требаше само внимателно да се следат и да не се напушта главниот курс кој што го има започнато
новата влада, вклучително и на локално ниво. Овие изборни резултати и за Кичево, и за Струмица, и за Карпош беа предвидливи и беа очекувани. Не беа очекувани само за оние кои што си градеа алузии дека народот нема да излезе и да гласа за подобра иднина. Ке направиме тука една кратка пауза за реклами. Би сакала во вториот дел малце да прокоментираме и за она што е најавено како соработка помеѓу локалната и државната власт, да го прокоментираме и извештајот кој што ни дојде од Европската комисија, но сето тоа по рекламите. Почитувани, се враќаме за кратко. Се враќаме назад во студиото, почитувани гледачи, го продолжуваме разговорот со Ивона Талевска, онаму каде што застанавме. Генерално во првиот дел се задржавме на она што значат локални избори, што каква слика покажаа локалните избори, колку тоа ќе влијае на генералната политика и на она што значат чекори идни на политичките партии, но пред да продолжиме понатаму, би сакала да го на еден начин затвориме тој дел и да го отвориме новиот, кој ќе зборуваме за извештај, за инфраструктура, за инвестиции и слично. Дали новата, односно резултатите од локалните избори ќе донесе некоја нова политичка култура, нова политичко живење, нова политичка слика кај нас? Бидејќи имаме доста раздвижување и доста резултати резултатите покажуваат дека се менуваат работите. И каде ќе не однесе ова? Резултатите од локалните избори за мене значат само бустирање на владините политики за нивно по-брзо, поактивно и поефикасно извршување, односно исполнување на ветувањата кон граѓаните за пократко време, бидејќи полесно ќе оди соработката помеѓу централната и локалната власт, особено при реализацијата на оние 250 милиони евра кои што владата ги пушти во крвотокот на општините за реализација на крупни капитални проекти во општините. Така што резултатите од овие избори за мене значат само поефикасно, побрзо и посигурна реализација на ветените проекти од владата. Во таа насока веќе ги гледаме и денеска бевме сведоци на проектот кој што за градскиот воз, кој што ќе овозможи многу побрзо стигање до Скопје и растаретување на патниот сообраќај кога ќе се заврши целиот тој потек, како што гледавме денеска од министерот Николовски и кој што и вице-премиер и министер за транспорт, како и од неговата десна рака господинот Ивановски од Железници, дека проектот многу брзо ќе се реализира. Многу брзо. Јас кога ги слушнав роковите дека еден дел ќе се завршува до нова година, другиот дел во првиот почеток на 2026 година, тоа е како да кажам со ворп брзина реализација на ветени проекти, особено од нешто што не е пипнато над 70 години и за кое што е потребна огромна проектна и градежна документација, процесите да почнат да се реализираат. Така што јас сум оптимист дека со овие инфраструктурни, вакви и слични инфраструктурни проекти, македонската економија ќе остварува многу подобри резултати во периодот кој што следи, кој што веќе ги нотира не само и европскиот извештај, ги нотираат и Меѓународниот монетарен фонд, ги нотира и Светската банка, ги нотираат и домашните институции и така натаму. Она што е битно за граѓаните е дека инфлацијата се очекува во следната година да биде помеѓу 2,7 и 2,9%. И инфлацијата е процес, односно промена во цените кои што владата многу малку може да направи за да ја контролира, бидејќи све е работа на слободниот пазар и на учесниците во тој слободен пазар. Во оваа година ќе ја завршиме со планирана и предвидлива инфлација, иако во овој месец можеби малку повисока, но во следниот месец, споредено со ланскиот октомври, е пониска и во следниот месец се очекува да има и нејзино намалување.
Што се однесува до реалниот раст и номиналниот раст, исто така проекциите тука се запазени и Македонија за следната година планира, според проценките на владата и според проекциите на премиерот Христијан Мицковски, реалниот раст ќе биде над 3,5%, значи ќе оди на кај 4%, дај Боже да успееме и повеќе, меѓутоа тоа бара многу труд, многу работа и многу странски инвестиции. Потоа номиналниот раст се предвидува над 7%. И она што за мене беше изненадување е дека БДП по глава на жител веќе ќе има петоцифрена бројка во долари, што како номинална вредност зборувам, не како реална вредност, што ќе ја донесе Македонија до бројката од 20 милиарди долари БДП, што ќе биде рекорден резултат. Така што во економската сфера јас сум повеќе сигурна и извесно ми е дека добрите резултати допрва ќе следуваат, бидејќи тој тим кој што работи, од едната страна е господинот Александар Николовски со транспортната инфраструктура, од другата страна е Гордана Димитриевска Кочова со финансискиот сегмент и буџетската поддршка за сето тоа. Од трета страна е премиерот Христијан Мицковски кој што раководи со овој стручен тим. Јас верувам дека економијата ќе покаже многу брзи, многу добри и на долг рок стабилни резултати. Тоа го нотира и извештајот на Европската комисија и очекувам многу брза реализација на проектите и стабилна економија, а исто така очекувам и многу нови странски инвестиции за кои што ќе зборуваме во некоја следна прилика. Го споменавте извештајот кој што беше пред некој ден и објавен и меѓу другото она што е нотирано во делот на економијата е нотирано, но ќе позборувам и за делот што е нотиран каде што бара има стагнација, ма бара подобрување, тоа е судството, односно делот на кој што треба малку да се подработи, но би сакала генералната не повеќе генералната оценка, туку она што беше нотирано како нешто што треба да се заврши, но што сите го знаеме, ни ги бараат внесот на бугарите во уставот. Сега да позборувам и во тој дел, со колку може и тука да се работи, мајки предвид дека премиерот Христијан Мицковски неговата изјава е во следнава насока, тоа е дека ќе добиеме петка, односно ќе добиеме одличен резултат доколку ги внесеме бугарите во уставот и ги направиме уставните измени, ќе бидеме шампиони, како што вели во самата изјава, но потоа ќе имаме ново вето. Така е. И председателката напомена пред некој ден дека воопшто не се разговарало ниту за топка, ниту за двор, односно воопшто не се разговарало за уставните измени, ниту на состанокот со Урсула фон дер Лејен кај нејзе во кабинетот, ниту на состанокот на Урсула фон дер Лејен со премиерот Христијан Мицковски. Значи, таа реторика Европската унија се употребува за некои своји интерни односи кои што ги има со Бугарија и со намера да изврши притисок врз македонската јавност за таа да врши притисок врз актуелната влада да се внесат бугарите во уставот. Да повториме по 1000 пат. На оваа тема мене веќе устата пена ми фати и мислам дека е губење време. Не е проблем да се внесат бугарите во уставот. Утре ќе ги внесеме. Ама дали ќе имаме после тоа вето или ќе немаме вето? Ние направивме 101 одстапка за неполни 7 години, а за 35 години имаме направено преку 1000 одстапки за да почнеме преговори. 16 позитивни извештаи има Македонија од Европската комисија, ние преговори не сме почнале. Значи не е битно што пишува во извештајот, битно е дали ќе има политичка сила, зрелост, одлука во Европската унија да се прошири со земјите од Западен Балкан. Тоа е политички моментум. Никакви реформи, никакви бугари во устав, ништо од тоа не е битно. Битно е кога тие големите во Брисел ќе седнат и ќе се договорат и ќе донесат одлука да не внесат, тоа ќе се случи. Не зависи од ниеден европски извештај. Затоа што да зависиш од европските извештаи и нивната позитивност, ние до сега веќе ќе ги имавме од почнато преговорите. И пред да сме го имале овој проблем со бугарите во уставот. Втора работа. Македонија
по своите економски, политички и безбедносни перформанси и финансиски перформанси, според критериумите на Европската Унија, не заостанува за другите земји од Западен Балкан. Напротив, ако они ценат дека Црна Гора е прва, а цела Италија и помага на Црна Гора, целосно е внесена Италија да и помогне на Црна Гора да биде прва во евроатлантскиот пат. Македонија и Србија се втори. Не е Албанија втора. Во 8 поглавја Македонија има подобри резултати од Албанија. Така што ние сме втори. Сега ќе видиме нашите стратешки партнери како ќе успеат да ни помогнат во следниот период за откочување на процесот кој што Европската Унија го закочи преку наметнувањето на новата преговарачка рамка. Македонија не го закочи својот евроинтегративен процес и никогаш не го правела тоа. Тоа би било на сопствена штета. Европската Унија сама го закочи процесот на проширување со промената на методологијата и промената на правилата среде игра. И сега треба време за прилагодување. Иако и самата Европска Унија, како што напоменавте, доколку Европската Унија и оние кои што таму се задолжени за носење на одлуки, не условно кажано не сватат дека, односно не дадат зелено светло на Македонија. Извини, само се заборавив да пред некој ден ја читав веста дека колку било добро големото проширување 2007 кое што се случи, колку било добро сега во тие членки од Европската Унија, во тие земји членки, дека БДП по глава на жител пораснал до фантастични $340,000, дека економиите пораснале за 400, 500, 600%, некои такви смешни работи чита, до толку што според тој извештај на Евробарометар, сега во Бугарија и во Романија тече мед и млеко. А најголеми иселувања од земјите членки на Европската Унија имаме од Романија и Бугарија. Брекзит се случи заради Бугарија и заради Полска. Не се случи заради другите држави од Европска Унија. Така што ние мораме дома да си ја завршиме домашната работа, да си ја стабилизираме економијата, да си го стабилизираме правниот систем, да го вратиме здравствениот систем. Ние сега немаме здравствен систем. Тоа Министерство за здравство треба комплетно да се укине. Комплетно треба да се укине. Не треба веќе да се плаќаат придонеси за здравствено осигурување, затоа што здравствениот јавен систем е колабиран, тој не постои. Јас од лично искуство го зборам ова, во изминатиот период имав можност лично да се уверам. Тоа не постои. Значи, да се врати образованието, да се врати достоинството на професорите, да се стабилизира и образовниот систем. Кога сето ова ние ќе го направиме, кога единствен проблем ќе ни биде да зборуваме за екологијата, ние сме си ја завршиле работата. Ама до тогаш има уште многу работа. Ако не можеме да смениме или ако, да речеме, на дипломатијата ќе биде потребен подолг временски период за да може да излобира, да ги најде пријателите, како што имавме одредени примери, тогаш, иако до некаде одговоривте, но тоа значи дека ние треба да се сконцентрираме дома, односно тука да ни биде целиот фокус. Таму треба да биде фокусот на владата, ако добро разбав. Значи воопшто не се сконцентрира на она што го кажуваат и од Европската комисија поврзана со бугарите во уставот, тука едноставно се сконцентрираме дома во нашиот двор да си ги следиме работите. Од каде да се почне? Ги споменавте здравството и таму и министерот најава одредени промени, но вие рековте дека од корен треба да се смене. Тоа е сериозна и сериозен процес. Па веќе прво пристигнувањето на пораките не треба да се игнорира, треба да се акцептира, треба да се дипломатски анализира и политички и треба да се градат стратешки партнерства со сите држави, што поголем број пријатели да имаме на нашиот евроинтегративен пат, истовремено работејќи на домашните задачи. Тоа се паралелни процеси кои што не се исклучуваат, туку се комплементарни. Затоа постои македонска дипломатија, постои сектор за евроинтеграции, кои што си ја бркаат својата работа и треба да продолжат да си ја тераат онака како најдобро што знаат. Домашната работа е за мене многу поважна. Ние не можеме да го запреме иселувањето на граѓаните ако не направиме сериозни реформи во здравствениот и во образовниот систем и борбата против криминалот и корупцијата.
дури ни сиромаштијата не е толку голем проблем, колку што се овие три работи голем проблем. Ама еве, и да речеме министерот да успее и министерката Весна и министерот за здравство да успеат да направат корените промени од темел, односно да успеат да речеме за 4 во идеално време за 4 години да направат некои темелни реформи, да ги направат потребните чекори. Ние го имаме судството и корупцијата и сето на што го гледаме и гледаме дека е најпрост пример во вестите што беше случајот со Веапоска, каде што тоа е еден од случаите. Ние имаме сериозен проблем. Тоа е дури главоболка. Затоа велам и се да се заврши, ние имаме уште еден сериозен проблем каде што реално довербата да се направи со промената. Со разрешувањето на Републичкиот јавен обвинител ќе започнат промените во правосудниот систем и сериозната борба против криминалот и корупцијата. Случајот со Илдис Веаповска ние во 2020 година први го објавивме. Тоа е наша ексклузивна сторија и мене ми е жал што после 5 години талкање низ правосудниот систем таа се уште не може да добие својата правда и да се донесе некаква првостепена пресуда. А денеска слушнавме и дека повеќе од скоро 2 години дека не е закажано ни едно рочиште. Тоа е пораз и за граѓаните, создава чувство на несигурност. Тоа е пораз и за правосудниот систем кој што 2% доверба ќе падне на нула ако веќе не е паднат на нула. Така што тоа ќе биде и најтешкиот проблем со кој што ќе се соочиме при неговото решавање. Борбата против корупцијата и криминалот ќе биде најтешката работа што треба оваа влада да ја заврши. Јас верувам дека ќе ја заврши успешно и барем посакувам да ја заврши успешно, бидејќи им треба воздух на сите граѓани. Граѓаните немаат воздух и чувствуваат голема несигурност токму поради енормниот криминал на минатата власт, поддржан од правосудниот систем. Го споменавме, иако мора да се напомене дека за да има едно здраво општество, потребно да има и здрава опозиција. Особено не е добро ниту за граѓаните, ниту за работењето на власта, ниту за целокупната политичка атмосфера, ако имаме вакво слабење на најголемата опозицијска партија во моментот, Социјалдемократскиот сојуз. А од друга страна го имаме и Дуј кој што апсолутно и на овие избори беше му претрпе сериозен пораз, имајќи предвид дека го загуби Чаир, Кичево и останати општини, но што е потребно на македонското општество, на македонската демократија во моментов, за да може да го направи она што се бара од нас во Европската Унија, да имаме и добри институции, бидејќи вака на долг рок е лошо за сите ако немаме здрава позиција, особено имајќи предвид дека Социјалдемократскиот сојуз ослабува, левица работи на начин на кој што работи, Ду исто така ако не се реформира ќе има сериозен проблем. Како да се врати до кога можеме вака да издржиме, колку е важно да и СДСМ да се реформира, па и ДУИ да се реформира, па и левица да може онака да нема толку екстремни изјави. Ова што ти го посакуваш на крајот малку наликува на новогодишна желба од дете. Близу сме до тоа, меѓутоа ова е реално што ќе ни се, ако нема добра опозиција, квалитетна опозиција, ние имаме сериозни проблеми во однос на демократијата. Не велам дека власта ќе направи... Ние имаме проблеми со демократијата, немаме проблеми со демократијата во државата, ние имаме проблеми со криминал и корупција во државата, токму од таа опозиција која што до вчера беше власт. Значи, не е здраво за државата таа опозиција да биде силна, затоа што ја довела државата на колена. Ме разбираш? Се согласуваме, но што понатаму? Значи, треба да исчезне партијата, вака до кога ќе има се помалку број на гласови, се помалку број на поддржувачи? Кога ќе си го сменат Филипче, ако соберат сили да го сменат Филипче, да се реформираат, да поминат низ еден болен, сериозен процес на реформи, да ги исчистат соросоидите во партијата, тие можеби ќе се вратат. Ќе почекаме да видиме. Тоа се политички процеси и
ќе видиме како ќе се одвиваат. Јас не верувам дека многу левица ќе има подобар резултат на некои наредни избори од тој што го имаше сега. Сега, бидејќи на две нивоа пак и оваа анализа мораме да ја направиме. Едната е дека таа опозиција е виновна за лошата институционална состојба во државата. И дека не треба да биде силна, туку треба да се остави владата, да ја заврши работата, да ги врати институциите на нозе, да ја врати државата на нозе. Тоа е првата работа. Тоа е едното ниво на анализа. Второто ниво на анализа е фактот дека во политиката луѓето не знаат кога се на функција, забораваат дека семафорот има црвено светло и мислат дека сите семафори се зелени за нив и дека можат да шишаат колку сакаат, каде сакаат и до каде сакаат. Не е така. Секоја политика има свој почеток, зрелост, историски максимум и потоа пад. Тоа и се случува на Демократската унија за интеграција, што не може Али Ахмети да го разбере. Нивниот историски максимум помина кога направија државен удар заедно со шарените и наместо победата од парламентарните избори со ВМРО ДПМНЕ да направат власт, направија власт со СДСМ. Тогаш помина нивниот историски максимум. Од тогаш наваму они рапидно паѓаат. Паѓаа и претходно, ама од тогаш рапидно паѓаат. Насилното воведување на законите од Артан Груби, играњето по фудбалчињата, трговските центри, све е тоа показател дека они не гледаат дека на семафоров свети црвено. Не, кај нив во главите е зелено. И они не можат да излезат од таа ментална матрица. Да беа излезени од таа ментална матрица, они ќе се реформираа уште пред овие избори, ќе ги тргнеа луѓето, а Али Ахмети барем ќе понудеше оставка. Па нека не му ја прифатеа. Он не сака да помисли да понуди оставка. Он сака, верува во својата историска мисија и мисли дека тоа е доживотно. Доаѓаат нови генерации кои што бараат нови политики и имаат нови цели. Времињата се менуваат, процесите се менуваат и околностите се менуваат. Околностите за Али Ахмети завршија. Тоа е завршена приказна. Дуи е потрошен бренд. Тоа е завршена приказна. Се додека не се реформираат. Какви луѓе ќе дојдат, каква политика ќе застапуваат, ќе видиме. Тоа е иднина. Тоа што се однесува за Демократската унија за интеграција. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е длабоко корумпирана партија. Прво мора да се тргнат тие. Заедно со соросоидите. Сите тие се паролюбци. Значи, само пари не ги интересираат и ништо друго. Кога ќе се врати на идеологија, на партизанските и на државотворните корени, меѓутоа тоа треба да го направат луѓе кои што не се дел од оваа корумпирана елита во СДСМ, тогаш партијата ќе постави некој кој што нема да биде Филипче, како што ВМРО постави председател, а тоа не е Мијалков. Ова е анализата што очекував од вас и во суштина понешто, ако може така да го резимираме, е дека се додека не направат реформи самите себе, ништо нема да се случи. Ова ќе биде мора секоја партија мора да има идеологија. Зошто никој од тие што беа губитници, бидејќи реално нема да си даде оставка, бидејќи не се парламентарни избори, нема да се тргне од функцијата, бидејќи не се парламентарни избори, за помалку вредни ли ги сметаат локалните избори, бидејќи имаат сериозен дебакл на изборите? Не сметаат они ништо. Они само сакаат да бројат кеш, да уживаат во Дубај, да седат во Грција на јахти и да трошат туги пари кои што не ги заработиле. Толку е нивното. До тука е. Тоа е нивната ментална матрица. Добро, како гледате сега Македонија со новите градоначалници кои што веќе започнаа да работат, со поставеноста, како што кажавте, и на економијата, и на инвестициите, вложувањето и во инфраструктура, промените што се прават, како ја гледате сега поставена Македонија во, да речеме, споменавме Нова година, иако рано е за Нова година, меѓутоа се надевам дека можеби ќе се видиме до Нова година во некоја друга форма, но следната година каква ќе биде Македонија, имајќи предвид и случувањата во регионот и во светот? Во овој контекст е многу тешко да се даде одговор. Она што загрижува е звецкањето на оружјето на сите страни, бустирањето на војната индустрија, зголемувањето на воените нарачки, се погласните
како да кажам, се погласните гласови околу нуклеарни тестирања, околу промоција на нови нуклеарни оружја и околу фактот дека никој не зборува за мир, освен Трамп и Виктор Орбан, никој не зборува за мир, сите зборуваат за војна. Тоа е она што мене реално ме загрижува, бидејќи кога состојбите кога се бустира само воената индустрија, нема пари за ништо друго. Нема пари за социјала, нема пари за образование, нема пари за здравство, нема пари за инфраструктура, све приоритет е оружјето. Кога приоритет е оружјето, се друго страда. И во таа гледна точка, она што ме загрижува е каков ќе биде економскиот перформанс на европските држави, особено на европската локомотива, тоа е Германија, која што гледаме се соочува со многу сериозна индустријска криза. Индустријски гиганти се затвараат секој ден, се поголем број компании престануваат со работа, се за сметка на Rheinmetall и другите кои што профитираат и го зголемуваат обемот на работа, и тоа секако ќе продуцира некаков вид на социјални тензии. Дали бидејќи премиерот Мерц се соочува со сериозна недоверба во последните анкети, дали ќе останат до крај на мандатот или ќе решат да се тестираат уште еднаш на избори, не знам, останува да видиме. Гледаме дека состојбите во Франција и безбедносно и политички се многу нестабилни. И луѓето и европските држави се повеќе ќе се фокусираат на решавање на своите внатрешни прашања отколку на фокус на помалите земји, односно на земјите од кои што не се дел од клубот. Примерно ќе се решават нивните внатрешни прашања. Тоа е шанса за Македонија. Зошто е шанса за Македонија? Затоа што е мала, стабилна, предвидлива држава со силна, стабилна политичка власт, која што може да испорача резултати и да обезбеди соодветни услови за странските инвеститори. Но во оваа криза во Европа јас ја гледам како голема шанса за македонската економија, бидејќи ако нема услови за работа во Германија, во Франција или било каде, секако дека ќе има подобри услови за работа во Македонија, и заради поволната даночна политика, и заради работоспособното население, и заради стабилната политичка ситуација. Така ја гледам Македонија на крајот од оваа 2025 и почетокот на следната 2026 година. Времињата се многу тензични, премногу се тензични и жалам што Европа ја пропушта шансата да разговара за мир. На крајот од денот Украина и Русија ќе мораат да се договорат. Дали тоа ќе биде сега, дали ќе биде до година, останува да видиме, но по се изгледа дека Европа не е заинтересирана за воспоставување на мир во Украина. Не по се изгледа, него се гледа. Ке разговараме и на почетокот на новата 2026 година за овие теми. Во секој случај благодарам за анализата и за локалните избори и за случувањата на политичката сцена во Македонија, регионот, светот и она убава, ако може така да кажеме, убаво предвидување за Македонија барем на почетокот, да успее да ги искористи овие шанси кои што ги напоменавте. Благодарам за поканата и можноста да ја направиме анализата и се надевам дека ќе имаме убави можности за да разговараме и за посрекни вести. Почитувани, тоа беше вечерашната емисија За или против. Јас ви посакувам убав остаток од вечерта и убав викенд пред вас, а вие останете на фреквенцијата на телевизија Алфа.